Загина возач на автопатот Скопје-Велес после патарината Сопот. Со својот автомобил Фиат Линеа излетал од коловозот во провалија длабока 100 метри. Несреќата се случила на околу 1 километар после наплатната рампа во местноста викана Клисура. За сега не е потврдено времето кога се случила несреќата. Вчера околу 17 часот случаен минувач ја алармирал велешката полиција. Движејќи се по земјениот пат покрај реката Вардар го забележал згмечениот автомобил, а на поголемо растојание се наоѓало и безживотното тело на возачот. Во автомобилот кој има скопски регистрации немало други патници. Поради тешко пристапниот терен во извлекувањето на загинатиот возач интервенираше специјалната единица на МВР. Неколку часа траеше увидот на полицијата и надлежното јавно обвинителство. Нивната истрага треба да открие како се случила несреќата. По наредба на јавен обвинител, телото на загинатиот возач е предадено на обдукција. Нема грејење во дел од училиштата во градот, обвинува Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од партијата велат дека учениците на првиот школски ден од второто полугодие седеле во студени училници. Од СДСМ обвинуваат дека нема грејење во училиштата Блаже Коневски и Васил Главинов. Учениците од Општинското основно училиште Васил Главинов во текот на вчерашниот ден биле принудени да следат наставата со јакни и шалови за да не смрзнат поради тоа што немало грејење. И во основното училиште Блаже Коневски учениците биле оставени без парно грејење да се смрзнуваат во училниците. Дополнително, од непознати причини не им било дозволено на наставниците да ги вклучат дополнителните грејни тела. Ова се случува во 21. век во Велес. Децата ни мрзнат во ладните училници. Од Општинската организација на СДСМ обвинуваат дека без грејење бил и ученичкиот дом. Од партијата обвинуваат дека во установата немало ниту воспитувач кој треба да ги прими учениците на стартот од полугодието. Таму, до вчерашно бомбастично, најавуваните реновирани соби се без парно грејење. И не само што учениците биле оставени без парно грејење во текот на вчерашниот ден, туку немало и никој од вработените да ги смести учениците од другите градови. Според велешките социјалдемократи, неодговорно е надлежните да ги остават децата без грејење на минусни температури. Раководните луѓе на образовните институции за кои СДСМ тврди дека немаат грејење ги отфрлија обвинувањата. Од училиштето Васил Главинов велат дека објектот бил навремено затоплен. Поради зимскиот распуст, парното грејење вчера било активирано уште во 4 часот наутро. Училиштето има парно грејење, не работиме со скратени часови, наставата тече нормално и успешно така како што треба. И од училиштето Блажа Коневски ги отфрлија обвинувањата. Велат дека парниот котел работи со полн капацитет, но поради конструкцијата на објектот и зимскиот распуст, вчера и денеска не е постигната максималната температура. Неодржувањето на целодневниот престој во текот на денешниот ден бил поради барањето на голем дел од родителите кои одлучиле да ги земат своите деца по завршувањето на редовната настава. Сепак имаше и постоје услови за работа, но од тие причини часовите беа по 5 минути скратени. Целодневниот престој денеска, само денеска е со намален капацитет, не заради непостоењето на услови, него заради тоа што имаше голем број барања од страна на родителите да ги земат порано децата заради искористување на викендот во некои од зимските центри во Републиката. Од ученичкиот дом Лазар Лазаревски велат дека ниту вчера, ниту пак денеска има проблеми со затоплувањето на собите во кои престојуваат учениците. Директорката вели дека установата има обезбедено гориво за грејење за целата зимска сезона. Одговорно тврдам дека парно грејење во интернатот, поточно во ученичкиот дом, има 24 часа, така да доволен показател за тоа виси учениците кои што се сместени во ученичкиот дом и може да го потврдат истото. Исто така одговорно тврдам дека при приемот на учениците, односно при доаѓањето на учениците во ученичкиот дом со почетокот на второто полугодие, имаше присутен воспитувач, имало и ќе има, значи воспитувачите и сите вработени во ученичкиот дом се на работа согласно Законот за работни односи, Законот за ученички стандард и се доаѓаат постојано согласно нивното работно време.
Тројцата директори на образовните институции сметаат дека обвинувањата од велешките социјалдемократи се невистинити, велат дека во јавноста шират непроверени информации. Дводневен театарско-музички фестивал ќе се одржи во Велес. На 6 и 7 февруари ќе се одиграат две представи со античка содржина, а на затворањето на фестивалот ќе настапи групата Фолтин. Театарско-музичкиот фестивал го организира Сдруженијето на граѓани ФАТ Стоби. Едниот проект е во организација на Хауском од Битола. Тој има должноста да ја направи представата Медеја, која што моментално ја работат, и да го организира тој дводневен фестивал. И од друга страна помалата продукција која што се вика Жени во подземјето, е во подпродукција на Data Point од Скопје. Представата Медеја ја режира Ненад Витанов, а Жени во подземјето е во режија на Андреј Цветановски. Инаку фестивалот е насловен Дами на езерото, а е дел од проект на Европската Унија. Се реализира во соработка со Организацијата за култура Преспа од Лерин и Организацијата за родова еднаквост од Атина. Проектот предвидува и гостување на една македонска представа во Грција. На 29 февруари 3 дена ќе бидеме во гости на, да речеме, на тие ќе ни бидат домакини во Лерин, не знам како се викаше точно театарот, каде што ќе настапиме. Тоа ќе биде еден дел од нашата обврска да гостуваме таму во Грција со наша представа. Инаку проектот за прекугранична соработка меѓу фестивалите Стоби и Преспа се реализира подолг период. На минатогодишниот фестивал на античка драма во Велес, грчката продукција ја одигра представата Античка крв. 2013 година беше всушност годината која конкуриравме на фонд од Европската комисија за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција. Тоа е дел од проектот од ИПА програмата за финансирање на овие прекугранични проекти од 2007 до 2013, значи последната година ние ја фативме за конкурирање. И минатата година всушност добивме потврда дека проектот е добиен и еве конечно шанса да го изреализираме. Проектот за прекугранична соработка меѓу фестивалот Стоби и Организацијата за култура Преспа го финансира Европската Унија, чини 650.000 евра. За реализација на проектите во Македонија предвидени се 130.000 евра. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН утре вечер на трибина ќе ги слуша предлозите на младите велешани како да се подобрат условите за живот. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН велат дека трибината е дел од караванот што се одржува низ целата држава. На Македонија и треба твојата идеја е насловот на трибината на која младите велешани ќе можат да ги даваат своите предлози за унапредување на животниот стандард. Во изминатиот период, ВМРО ДПМН токму од овие акции произлегува многу важни проекти, кои беа предложени како идеи токму од граѓаните. Водејќи се по таа работа, УМС ги спроведува овие трибини само за младите. Тоа е така, затоа што младите најдобро знаат што им е потребно. А ВМРО ДПМН е секогаш тука за да ги слушне нивните идеи и да действува. Идеите, потребите и предизвиците на младите, кажани токму од нивна страна, се најреалната насока по која што работи ВМРО ДПМН. Трибината на Македонија и треба твојата идеја ќе се одржи утре вечер во големата општинска сала со почеток во 19 часот.